Книга што ќе ве шокира со својата искреност. Анатомија на љубовта. Валентино Лауцовски. Љубовта не е тоа што те учеа. Љубовта не боли. Љубовта не е ниту тажна, ниту опасна, туку е извор на сета убавина околу тебе. Научи да ја препознаваш љубовта и тогаш ќе имаш се што ќе посакаш во животот. Што значи да си љубовен? Да си љубовен значи да создаваш убавина. Да сакаш да создадеш убавина е висок мотив за живеење. Кај љубовниот човек секоја постапка е мотивирана од потребата за убавина, а од квалитетот и интензитетот на неговата љубов зависи и неговиот израз, неговата убавина на живеење. Запомни дека животот што го живееш е израз на твојата внатрешна суштина и тој директно е зависен од твојата љубов. Затоа кога мислиш дека не живееш убаво, тоа значи дека нешто не е вред со твојата љубов. Ова значи дека нештото што не е вред можеш да го смениш, да го поправиш и да го разубавиш само ако му всадиш љубов или ако го замениш со нешто љубовно. Љубовниот човек постојано се изразува и настојува да се подобри. Тој живее за својата љубов и бара убавина како во себе, така и надвор од себе. Да ја бараш убавината надвор од себе, значи да сакаш да бидеш во хармонична околина. Оваа потреба извира од свеста, дека околината е изворот на твојата инспирација. Ова сознание прави љубовните луѓе да одбегнуваат неубава околина, воедно настојувајќи да бидат во близина на убави работи, да зборуваат убаво, да се движат убаво, да бидат чисти и физички и ментално. Љубовта создава потреба за правење и таа те користи за да прави не што годе, туку тоа што го прави. Го прави со намера да биде убаво. Убавото не мора да е скапо. Постојат многу скапи работи што не ни се ни најмалку убави. Погледни го, например, човекот кој што направил голема и грда куќа наспроти човекот кој што од својот скромен стан направил хармонично место за живеење. Филозофијата на љубовта е убавината и љубовта се манифестира како убавина во секој поглед. Така, кога планираш утре да направиш нешто што ќе ти го разубави животот, знаи дека тоа го правиш затоа што си поттикнат од љубовна потреба. Затоа се вели дека љубовта е потреба и дека секое живо нешто што постои на овој свет има потреба од љубов. Жртвувањето. За новото да се роди, прво старото треба да умре. Луѓето што страдаат не страдаат затоа што им се допаѓа така, туку затоа што не се во состојба да убијат нешто старо во себе. А старото што треба да биде убиено е идентитетот на немоќ инсталиран во умот на немоќниот човек. Да се промениш на подобро значи да жртвуваш или да убиеш нешто лошо во себе. Да се промениш на полошо значи да жртвуваш или да убиеш нешто добро во тебе. Погледни еден питач. Што мислиш? Дали тој питач може за одредено време да се промени себе си до степен да стане домаќин? Сега, погледни еден човек за кој што медицината рекла дека е смртно болен. Што мислиш, дали тој човек може целосно да оздрави? Може би мислиш дека ниту едниот, ниту другиот не може да се променат, но јас ќе ти речам едно. Ако историјата на човештвото познава макар еден питач што станал вреден човек и само еден смртно болен човек што целосно се излекувал, секој може. Секако, во ова е многу тешко да се поверува затоа што историјата познава многу повеќе спротивни случаи. Но наблюдувај внимателно и ќе видиш дека зад секое човечко однесување постои нешто што тоа однесување го создава. Тоа е љубовната стихија за која што ти зборувам цело време. Она што ти треба да го направиш е само да ја пуштиш таа стихија да те создава според нацртот што твојата душа ќе му го даде на твојот ум. Кога тоа ќе го дозволиш, твојот ум ќе ти ја создаде најубавата реалност што можеш да ја посакаш. Сепак, прво ќе треба да ги погубиш сите болни, сиромашни и страдални ликови во твојот ум, кои што од тебе создаваат нивна жална имитација. Ова не е лесна задача, затоа што се што се родило сака да живее.
Така, секоја идеја што ја носиш во главата создава некој лик што утре сака да се опредмети преку твоето тело и да ја заигра улогата што умот ќе му ја даде. Затоа, внимавај што мислиш, а особено внимавај што зборуваш и биди безмилосен кон негативните ликови, изгладнувајќи ги до смрт, со тоа што нема да им посветуваш внимание во форма на страв или омраза. Компромисот. Компромисот е убиецот на љубовта. Компромисот е најцрниот поим што човечкиот ум го измислил, затоа што самата идеја за компромис полека но сигурно го убива човекот, како што рѓата го нагризува железото. Толковните лексикони на англиски јазик зборот компромис или compromise воглавно го дефинираат како наоѓање на среден пат, усогласување на две различни мислења или постигнување на договор меѓу две страни. Но постои еден друг, многу сличен збор со зборот compromise, а тоа е зборот compromitted, што значи пробиен или хакиран, и се користи за расипани компјутерски делови, пробиени шифри на мејл адреси и други компјутерски веб апликации. Што мислиш, зошто постојат два слични збора со толку различно значење? На ова ќе се навратам малку подоцна, а сега обиди се да се сетиш на некој компромис што си го направил во животот. Например, сети се кога многу си сакал некоја играчка, но не си ја добил неа, туку во замена за неа си добил нешто друго. Или може би си сакал да бидеш со некоја девојка, но заради тоа што другар ти ја сакал истата девојка, не си се осмелил да ја приидеш. Наместо тоа си остварил љубовна врска со нејзината пријателка или со некоја друга девојка што не ти се допаѓала толку колку првата. На тој начин си направил компромис со својата желба да бидеш со таа девојка во име на пријателството со другар ти. Сега кажи ми, дали со тоа што си фати друга девојка, а не тоа што ја сакавте ти и твојот пријател, не си ја проби душата, не си ја разби љубовта и се доведе во ситуација да имаш девојка што не ти е по твоја мерка. Може би ти лично не си бил во оваа улога во твојот живот, но сепак замисли си некој друг кој што се наоѓа во слична ситуација, за да можеш да го разбереш овој пример. На крајот, кој поим подобро ја објаснува душевната состојба на човекот што се откажал од својата намера во име на нешто надвор од себе? Да ти ги повторам двата изрази. Compromise, среден пат. To compromit, да разбиеш, пробиеш. Да направиш компромис значи да си ја хакираш душата, да си ја погазиш љубовта и твоите цели што сакаш да ги оствариш во овој живот. Компромисот секогаш се прави со цел да имаш и едно и друго. Во случајот со девојката, тоа значи да ја имаш и девојката што ја љубиш и пријателот што евентуално ќе ти се налути ако и ти конкурираш кај девојката како потенцијален кандидат за љубовната врска со неа. Но да имаш и едно и друго не е можно, затоа што носењето на спротивни идентитети секогаш носи конфликт внатре во тебе. Во случајов пријател со твојот пријател и момче на девојката што ти се допаѓа се двата спротивставени идентитети. Гледаш, секој немир што го чувствуваш е создаден од внатрешната борба што во твојата личност се води меѓу тоа што го сакаш и тоа што треба. Затоа наоѓањето компромис или среден пат значи само едно – правење нешто што не сакаш, обид тоа да го засакаш и бавна смрт на целта што си ја поставил. Во примерот со девојката со која што многу си сакал да бидеш, ти си се откажал од твоите цели и си го одбрал средниот пат, а тоа е да имаш девојка, но да го зачуваш и пријателството. Кога го направи тој компромис, ти мислеше дека ефтино ќе си поминеш, дека таа девојка и не е толку многу важна во твојот живот. Исто така мислеше дека пријателството со твојот пријател ќе трае вечно, но можеби не излезе така затоа што како и сите други работи на овој свет и пријателствата си имаат рок на траење. Го избрав овој пример затоа што е доволно широк за во себе да може да ги опише сите компромиси што ќе ти се нудат да ги направиш во сите области од твојот живот. Така овој пример важи за сите случаи кога некој се откажува од било која љубов во име на нешто што се наоѓа надвор од него. Тоа може да биде фирмата во која работиш, друштвото со кое си решил да излегуваш, училиштето, факултетот и така натаму. Разбери дека кога правиш компромис, ти си ја продаваш душата,
односно ги напушташ своите цели, за да можеш да следиш туѓи идеи за тоа што ти би требало да правиш на овој свет. Разбираш ли колку страдање може да ти причини само еден компромис што во моментот додека го правиш ти се чини мал? Луѓето прават компромиси само затоа што не знаат дека компромисите се како ѓаволи што се собираат и играат оро секоја вечер околу неговиот кревет кога човекот ќе заспие. Така, колку повеќе компромиси ќе направиш во животот, со поголемо ѓаволско оро ќе си легнуваш навечер да спиеш. Ако си млад, сигурно не си го искусил ова. Но возрастните луѓе, особено повозрастните што ги мачи несоница, многу убаво знаат како е кога ѓаволите ќе им играат околу креветот и нема да им даваат да спијат. Имај предвид дека во денешно време, продажбата на лекови за спиење, јас ги викам анестетици, зафаќа голем дел од производството на лекови воопшто. Несоницата е една од најчестите аномалии што ги мачи возрастните луѓе и на светско ниво има постојан тренд на зголемување. Ова треба да ти биде јасно, затоа што животот не е само еден ден. Животот знае да трае долго, а компромисите што ги правиш се пластат еден врз друг како слоеви згура, отпад, што истекуваат од јаловиштето на рудникот за злато. И додека некој друг го собира златото, за тебе ќе остане згурата што ќе ти го притиска грбот, ќе ти врежува брчки во лицето и ќе прави да одиш згрбавен. Животот, Бог и душата се синоними за љубов и тие одат заедно. Кога еден од нив ќе го запоставиш, и другите два ќе се смалат. Не можеш да ја притискаш душата со некој компромис, а животот да не ти се влоши на некое поле. Нема утеха што може да ја добиеш ако ја награди својата љубов, впрочем, кој ќе ти даде утеха? Попот со приказните за подобриот живот што ќе го имаш на оној свет, или председателот на државата што ќе те прати во војна да загине за подобро утре? Нема утре. Утрето утре е денес, а вчерато вчера било денес. Животот е денес и сега, а компромисот те става во позиција да чекаш или да се плашиш. Како да се ослободам? Стани свесен за радоста. Кога ќе ја освестиш радоста, ти ќе можеш да станеш свесен за потребите на својата душа и ќе почнеш да ја развиваш моќта да го правиш тоа што го љубиш. Самото тоа ќе те направи слободен човек. Ако работата ти пречи да се изразуваш така како што сакаш, тогаш тоа не е љубовна работа. Ако работата ти предизвикува било каков стрес, непријатност или страв, и тоа не е љубовна работа. Наблюдувај се себе си и постојано мери ги своите чувства. Ако негативните ефекти што ти ги набројав присуствуваат во твојот живот, тоа значи дека ти можеби си поголем затвореник од долгогодишните затвореници кои што се адаптирале на затворот и живеат без стрес. Гледаш ли? Стравот е оградата што те држи заробен во така наречениот слободен свет. Колку си поисплашен, до толку поголема е твојата потреба од предмети, заштита, удобност и така натаму. И ако почнеш да тежнееш кон такви цели, ќе треба да се заробиш до степен што цело време ќе им угодуваш на идолите што мислиш дека се богови. Разбери ја љубовта како животна сила што го создава животот, го одржува истиот и го унапредува. Кога ќе ја разбереш суштината на животот, а тоа е унапредувањето на убавината, ќе видиш дека навистина си жив само тогаш кога сегашноста ти е поубава од минатото. Но ако не си во состојба да ја разбереш потребата од унапредувањето на убавината, животот нема да ти се противстави, туку ќе продолжи да си оди напред, а тебе ќе те остави да се претвориш во жаба што живее во застоена бара, без да знае дека на светот постојат сончеви плажи и чисти реки во кои што е слободна да ужива ако посака. Но за да си ги посакаш овие убавини, ти прво треба да си ги замислиш во умот и да си ги посакаш во умот. Што не е љубов? Во денешно време најголем дел од луѓето имаат обичај да мислат дека љубат луѓе, животни, предмети, градови, држави, планини, уметнички дела, музички дела, филмови и така натаму. Затоа ќе сретнеш луѓе што ќе ти речат: "Јас многу го љубам лицето А" или "Јас многу ги љубам мачките". Некој можеби ќе рече: "Јас сум влюбеник во планините, природата, музиката и уметноста".
Иако површно наблюдувани, овие искази изгледаат логични и точни. Ништо од сето ова не е точно, затоа што сите набројани објекти на љубовта се материјални. Луѓето, животните, градовите, мачките и уметничките дела се материјални појави. Како појави, тие се распадливи манифестации на некаква идеја за постоење. Ова значи дека секој материјален објект во овој универзум постои заради некаква идеја што го искреирала и постои додека трае таа идеја. Да речеме, ти ја љубиш твојата девојка. Ако те прашам што значи тоа, ти ќе започнеш да ми ги набројуваш нејзините убави особини, нели? Дали може би ова значи дека ако твојата девојка ги загуби позитивните карактеристики, ти повеќе нема да ја љубиш или нема да ја љубиш толку колку што си ја љубел? Ова се случува секој ден во многу аспекти од животот. Ајде сега да наблюдуваме еден човек што тврди дека е голем љубител на животните. Тој дома може би има мачка, куче или желка и за себе тврди дека љуби животни. Но дали тој дома би зел да чува змии или глувци? Нели и змиите и глувците се животни? Ако го прашаш овој човек зошто дома не си чува змија, тој може би ќе ти рече дека ги љуби и змиите, но кучињата повеќе му се допаѓаат и затоа тој сака дома да си чува куче, а не змија. Секако, човек може и да има и цела фарма со кучиња, но сепак, ако некое куче е заразено од беснило, тој ќе го убие тоа куче. Каде е тука љубовта? Или, ајде да го земеме еден човек што многу љуби музика. Дали тој човек љуби секаква музика или може би ќе рече дека тој љуби само џез музика? Јас ќе те прашам, дали тој ги љуби сите изведувачи на џез музика? Се разбира дека не. Истото ова можам да ти го кажам и за љубителите на природата. Некои љубат планини, некои љубат мориња, некои љубат езера и реки. Прељубата. Некој филозоф рекол дека животот е сон. Но за најголем дел од луѓето животот е кошмар што се вика прељуба. Вообичаено се мисли дека прељуба е кога партнерот ќе оствари сексуална врска со друг партнер надвор од љубовната врска што ја има со актуелниот. Но прељубата е нешто многу повеќе. Но ајде да се вратиме на поларноста. Нели ти реков дека во рамките на поларноста нематеријалниот дел од човекот се манифестира како душа и ум. Душата и умот се таткото и мајката на човекот. Ако тие работат сложно, човекот ќе биде радосен затоа што душата ќе поставува цели, а умот ќе ги остварува. Ова е идеалната слика за едно битие. Но во реалноста на поларниот свет, човекот не е сам, туку е опкружен со други луѓе кои исто така имаат цели и умови што сакаат да постигнат некоја цел. Така тие ќе почнат да те убедуваат да правиш тоа што тие сакаат, наместо тоа што ти го сакаш. Ако не бидеш внимателен, тоа убедување во тебе ќе создаде его-идентитет, што ќе го принуди умот да се согласи со наметнатите идеи. На тој начин, твојот живот, што беше замислен да биде прекрасен сон, ќе се претвори во обичен кошмар. Вистинска верност е да им бидеш верен на своите цели, а не на целите на оние што те намамуваат со пофалби, почести, медали, пари, светкав накид, луксузни автомобили, власт и слично. Разбери, сите почести и пари не значат ништо ако тоа што го правиш не е во склад со идеите и целите на твојата душа. Исто така, ти треба да знаеш дека сите почести и пари што си ги добивал ќе ти бидат сурово скратени во моментот кога ќе посакаш да бидеш свој на своето и да се ослободиш од улогата што ти ја наметнал системот. Гледај, секој ѓавол има средства со кои што го подкупува твоето его, но егото не постоело од почетокот на твоето постоење. Тоа било инсталирано во текот на твоето растење и тоа од мали нозе за да може системите да те управуваат. Лажните ликови што ги играш се есенцијални за постоење на егото и како такви тие го задоволуваат твоето его, но не и твојата душа. Но ти немаш твоја душа, туку ти си твојата душа. Чувството дека имаш душа пак е од егото, затоа што егото е туѓ ентитет и тоа на душата гледа како на негова собственост. И кога човекот вели јас имам душа, тоа значи дека егото од него кажува дека тоа има душа. И не само тоа, туку егото
реално мисли дека ја поседува душата и се чувствува слободно да ја злоставува, преку тоа што ќе го принуди умот да го следи неговиот пат, а не патот на душата.